Почитувани колеги, почитувана јавност, целата оваа дискусија ме потсети на еден култен македонски филм кој што го носи името Најдолгиот пат. Сликовито да ви објаснам, се работи за една сцена каде што доаѓа катијата и апсолутно без никакви докази им вели на луѓево кои што се во таа импровизирана судница обвинети, кој е тука од Сливово, луѓево креваат рака, вика 15 години. И така ги реди селата во македонската копачка, во Охридскиот регион, и кој од кое село е, таква пресуда им дава. Навистина мислам дека ќе се освестите зошто опозицијата реагира на ова кадрово именување, заради тоа што со нејзиниот лик и дело апсолутно ќе се исполитизира работата на Управниот суд. Управниот суд како инстанца и професионалците, уставниот се извинувам, кој што како инстанца во која што треба да биде начелото на еднаквост застапено за сите граѓани. Не знам дали разбирате дека половина од македонските граѓани само заради минатиот политички труд на оваа жена нема да се чувствуваат исправно, нема да се чувствуваат еднакво пред истоимениот суд. Не знам дали сте свесни дека пресудите, политичките пресуди на Кацарска се оспорени од земји членки на Европската унија и на судот во Страсбур. Таму ги оспоруваат пресудите на Кацарска, доделени на неколку десетици години, за дело кое што треба да биде апсолутно преквалификувано, односно делото за кое што се тие луѓе осудени, судиите, судствата во силните европски земји велат дека не е така и дека апсолутно треба да се ревидираат. Добрила Кацарска представува една спрега која што служи само за казнување на политички неподобните, спрега која што идеше СЈО те тужи, а Кацарска те суди. Таа ќе биде запаметена во македонскиот правосуден систем со низа прекршување на судските пракси, како и за инструмент на кршење на отпор и закани кон неистомисленици. Така ние имаме можност да видиме како еден судија помага при уставните измени, односно во 13 часот со нејзина пресуда пушта лице од домашен притвор за да може вечерта да дојде во собранието и да гласа. Објаснете ми што е тоа, каков правен протокол е тоа, ако не е стрикно само за политички намени. Еве, една од обвинителките на тоа популарно СЈО, Лиле Стефанова, јавно кажа дека Добрила Кацарска вршела притисок и на судиите и многу често знаела да ургира во тоа обвинителство за да може некоја пресуда, некој предмет или некоја постапка да заврши поинаку откако што било очекувано. Наместо да го добиеме Джовани Фалконе, ние го добивме Корадо Карнивале. Верувам дека Кацарска ќе знае за кого зборувам. Ние имаме судии во македонското поднебје кои се позиционирани и со олигарсите и со политичките елити. И наместо да се борат за правда и за корист на народот на Република Македонија, тие се апологети за својата лична корист. Можевме да забележиме рекордни рочишта за политички монтирани случаи, свикување на судски седници и така натаму секогаш кога имаше оваа влада потреба, односно Кацарска служеше за копче за паника секогаш кога владата или Зоран Заев запаѓаа во одредена криза. И тоа јавноста многу добро го знае. Од друга страна, вие имате рекордно закажани судски рочишта за политички монтирани случаи, а граѓаните на Република Македонија не можат да влезат во судската зграда, а камоли да завршат работа. Кацарска има дадено изјава дека најтешката ослободителна пресуда е она за Игор Дурловски. Носи пресуди по незаконски прибавени материјали испротивно на закон за предмети кои што им одговараат одредено, односно за одредени исти луѓе, само за Зоран Заев тие материјали не важат. Видете сега таа работа. За сите се прифаќаат нелегално стекнати материјали во постапки, ама за Зоран Заев не си прифаќаат и за него не важат. Ја пишуваше, како што кажа колешката Дафина, и на сајтот на најпрестижниот универзитет во Соединетите Американски држави, ама нормално понегативно. Се тоа се прави за надомест за услугите кон Зоран Заев. Од кандидат за претседател на апелациониот суд до уставен судија, друг, ако сака да стигне, ако сака да го добие тоа место, ова е порака дека треба да слугуваат на власти и на овој човек. Една работа би сакал да ви кажам. Жртвите на политички монтираните процеси на крајот од денот секогаш се рехабилитирани од историјата и од времето.
Недалеку од тука има музеј, кој што гласи Музеј за македонската револуционерна борба и жртвите од комунизмот. Тој што не е суетен и тој што го посетил, може да просведочи дека има одреден дел од тој музеј каде што на плафонот се закачени слики на сите политички затвореници во ерата на комунизмот. Ама дали знаете што е заедничко за сите нив? Заедничко за сите нив е што на крајот времето ги има рехабилитирано и правдата и одговорноста ги стасава тие што ги суделе. Па така, тие што биле политички затварани сега се рехабилитирани, нивните пресуди се ново реотворени и е видено дека апсолутно се судени на политички основи, а оние кои што ги суделе сега се на погрешната страна на историјата. Јас би ве замолил да просведочите за судиите на Ченто и на другите македонски патриоти. Остваруваат краткорочен бенефит, напредуваат во кариерата, ама на крајот од денот историјата им го покажува каде им е местото. Верувајте, драги колеги, може би за неколку години, може би за многу скоро, може би за години кога ниеден од нас нема да е тука, ама времето и одговорноста ќе ја стигне и оваа жена за тие работи кои што ги направи. Но така е тоа со некои луѓе кои што делењето правда го сваќаат како можност за личен бенефит и како нешто со што можат да направат што сакаат, со цел незаслужено да стекнат некаква почит, моќ, функција или слава. Па така една неправда ќе ја наведе да прави и други неправди за да ја покрие веќе направената неправда. Се до еден момент, додека несомнено ќе мора да се исуши ова македонско политичко судско мочуриште, а тогаш, верувајте ми дека и историјата, и законите ќе ја испорачаат одговорноста. А таа, особено со ваква тежина и особено во вакво време и особено за луѓето кои што се невини по затворите и за оној кои што ги испрати таму, историјата секогаш покажала кој е на правилната страна, а кој е на погрешната страна на историјата. И ве замолувам, престанете со тие закани и престанете со арогантното однесување. Ниту некој ви се плаши, ниту па некој го одобрува тоа што го правите. Да знаете една работа, ќе бидеме тука, ако треба и по 24 часа на ден. Ама тоа на кој што вие сте тргнати, а тоа е неоспорен пат во бездната, ние ќе бидеме тука и да ви помогнеме што побрзо да стасате таму. Ви благодарам. Снежана Калевска, реплика.